Јордан Митев е почесен гости на секоја црвенџиска средба. Бевте тука и на 5-та јубилејна, сега сте на 10-та јубилејна. Кој е задоволството да се биде на ваков традиционален настан и да се забавува публиката? Па мене ми е пред се фамилијата Црвенџи, добри пријатели, се знаеме веќе неколку години и задоволство ми е што еве доживеавме 5 години, после 5 години уште 5, сега се веќе 10 години. Драго ми е што се гледаме на повторно на оваа место, повторно со овие прекрасни луѓе и со задоволство сум присутен овде. Некаде до кај 4:30, потоа морам да заминам за Струмица. Навистина е ова место прекрасно, прекрасна природа, кој што добро се вклопува со целиот овој амбиент. И еве на оваа црвенџиска средба и посакувам уште многу години да се организира и да биде се помасовно. Вие настапувате многу и во диаспората, меѓутоа што сметате за ваквите настани што се случуваат тука во Македонија кога иселениците си доаѓаат дома? Па тоа летниот период е време кога сите иселеници, да речеме поголем дел од иселениците се овде и добро е да се одржуваат, бидејќи како што знаеме надвор од летниот период се поретки се ваквите случувања, така да на некој начин во текот на летниот период Македонија живее, из цела Македонија градови и села се одржуваат некакви си средби, така да добро е да ги има. Народот се собира на едно место, се дружат роднини, пријатели. Добро е да ги има. Каква е атмосферата денес тука, со оглед на тоа што сме некаде на половина од настанот? Па еве гледаме веќе дека се е добро загреано. Моментално мислам дека се служи свечениот ручек, па не забавува група со изворни инструменти. Јас потоа ќе продолжам уште некој половина час, така да одличен амбиент, одлична атмосфера. Модератор денес ги забавува гостите на оваа црвенџиска 10-та јубилејна црвенџиска средба. Каква е вашата соработка со Бошко Васев, со неговата фамилија и кое е задоволството да се биде дел од еден ваков настан кој што е традиционален, долго време се одржува и е доста значаен за нашите иселеници низ Европа? Да, значи нашата соработка со Бошко е многу одамна, веќе по 10 пат овде се одржува и ние сме овде, значи по 10 пат и мислам дека е многу супер и прекрасно е да се соработува со еден ваков човек како што е Бошко Васев, значи не само овде и во Германија и секаде дека сме поканети од него, секаде одиме и секаде се дружиме и мислам дека уште многу години ќе продолжи соработката со него. Каков избор музика правите? Значи претежно овде се работи за иселеници и затоа претежно претендираме наша македонска музика, значи со такви песни заедно со нашиот ценет соработник Јордан Митев, што токму и тој ја презентира македонската музика, исто така и ние, значи претежно се работи за ваква музика за иселеници, така кажано, за нашите кои се во странство. Друго што, значи сакам да им посакам на сите добро расположение, ние сме овде за тоа да се дружиме, да се веселиме и да продолжиме и натаму да соработуваме. Јас сум Ѓорги од Струмица, па овде малку кој Бошко на забава црвенџиска средба, 10-та средба поред. Се најдобро. Одамна се знаете со Бошко? Па да, едно 4 години. Исто заедно соработуваме. Бошко ми е голем пријател. Исто Бошко посредува таму за визии, помага на луѓето. Се најдобро. Ние сме Deutsche Travel, превоз на патници за Германија. Исто 4-5 години. Прв пат сте на ваква средба? Да, прв пат присуствувам на ова средба, 10-та, па се надевам се ќе биде така. Во Струмица се организираат иселенички средби? Па да, организираат се, ама тука е посебно. Со Борче соработката многу пријатна, позитивна, се знаеме на 10 години во гранките на концерти што организираме во Германија. Во тој поглед. И сакам таа работа на таа чест да му направам денес чест посебно со мојата специјална блуза што ја направив. Еве вака. Да? Со понос ја направив и погледајте ова што.
за вас. Имате ресторан во Берлин. Нешто повеќе за вашиот бизнис. Да, ја имам ресторан во Берлин. Колку години? Имам 25 години во Берлин. И среќни сме со фамилијата што ја водиме во ресторанот. Македонија ресторан се вика. А можете да го познаете секој кој ќе дојде во Берлин. Офарбан е жолто-црвено као што вашите мајци се тука од црвенџиска средба и така. Кое јадење им се допаѓа најмногу на странците? Најјадење убаво му се допаѓа на странците нашето гравче тавче. Оти тоа така е звучи позитивно, гравче тавче, да? И пред јадење да го земат секој немец се смее. Си вели гравче тавче. Така. Од каде има најмногу гости? Претежно моите гости се само немци. Да. Малци има македонци кои ќе дојдат од надвор доаѓа, али тука сме пак. Кај сме, шо сме тука сме. Од кој град од Македонија сте по потек? Јас сум битолчанец. Планирате ли некојаш да се вратите во Битола или евентуално до тогаш да инвестирате нешто тука во Македонија? Абе види, ние инвестиравме доста работи во Македонија и сакавме да се вратиме кога мајка ми и татко ми не напуштија и сега доаѓа невести, да речеме, кај децата мои синови, едниот се жени, сега пресно, па другиот сега пак ќе се жени, да речеме, као поред, го чекавме првиот, па сега вториот и така, изгледа покасно. За сега не. Од дека 10-та јубилејна средба, како сте задоволни од тоа како е на дело, како испадна она што го организиравте на дело? Па сега за сега сме прекрасно задоволни, има преко 300 гости, роднини, пријатели кои дојдоа и многу значајни луѓе за мене кои ме изненадија со нивната посета и крајно сме задоволни. Што можеа да видат денес гостите тука? Па имавме супер програма со по 10 пат модератор бенд од Каменица, прекрасни дечки кои ме дружат веќе со години и по втор пат Јордан Митев, нашата најпопуларна екстрадна звезда во Македонија, беше на 5-та јубиларна црвенџиска средба и сега на 10-та, надам се на 15-та, на 20-та, па до дека можеме да тераме. И имаме изборен оркестар Мелем кој не забавуваше за време на ручекот, на курбанот што го делиме. Кои се коментарите од гостите? Коментарите се прекрасни, сите бараат мајци, имаме преко 100 парчиња направено, ама повеќе немаме, на жалост. Тоа е за помладите, за децата да се радуваат. За оние кои што прв пат слушаат за црвенџиската средба, само накратко, зошто се организира и како се организира? Па црвенџиската средба, како на јубиларната пета што објавивме, потекна идејата од мене 2008, 2009 почнавме со црвенџиската средба, овде да воздржиме за цела роднина. Јас сум последен член од фамилијата што е овде роден, затоа сум ја иницијатор на сето тоа, да се дружиме, да пееме, да играме, па ако треба и да плачеме, да ни биде убаво. Дали вашите синови ќе ја продолжат традицијата? Па сега за сега мислам дека идентифицираа се 100% и ќе продолжат, да. А кои се коментарите на останатите иселеници? Дали можеби и тие ќе организираат во нивните места вакви средби? Па мислам со нашата средба потекнавме многу меѓувремено што организираат во нашата општина, а и подалеку од нашата општина јас идам на многу иселенички, пошто има многу клиенти, муштери низ цела Македонија кои крајно се изненадени од тоа што се дешава и самите почнуваат да прават такви средби. Што ќе се случува сега до крајот на средбата? Сега ќе играме, ќе се веселиме и да биде убаво, опуштено. И да се сакаме. Благодарам и ја, да бидете здрави и живи и сакам да го поздравам порталот Делчево 365 МК. Секој кој сака да направи реклама, најефикасна и најдобра реклама во општината. Благодарам и живи и здрави. Дали ќе продолжиш традицијата на твојот татко за оваа црвенџиска средба? Да, мога. Гордеам се, најубаво ми е тука, милно место. Што да кажем, најубаво ми е тука. Генадија Сувајдич, долазим из Суботице, јас сам војнички друг од Бошка. Значи 91. смо се упознали у војсци, од тад до сада се дружимо и ово ми е пета njegova 10. jubilarna sredba, ovdje sam znači 5 puta. Svaka mu čast na ovome što je uradio, napravio. I to je to. Da. Kako go zadrži prijateljstvo 26 godina? Pa lako. Znači, druženje je jedno što smo stekli 90. godina,
to prenosimo i ovih godina tako što on dolazi kod mene, ja dolazim kod njega i pa nismo dugo vremena bili, znači 22 godine, znači posle 22 godine smo se našli, to preko Facebooka smo se našli, tražili smo se preko telefona, preko ovoga, nismo se našli, ali ta je izašla mreža preko Facebooka, našli smo se i kad smo se našli onda smo počeli da održavamo to prijateljstvo, dolazi kod mene, ja dolazim kod njega, znači to nam je pomoglo puno preko toga, tako da to je to, da kažem, što se tiče druženja i tako, znači. Da li во Србија се случуваат вакви иселенички средби? U Srbiju mi drugačije koristimo, znači on dolazi kod mene na svadbu, na slavu, izvinjavam se, na slavu, kod nas je to drugačije malo, nije ovako veliko obimno, nego porodičnog tipa, manje mase, manje svega toga, ali je suština ista. Znači, suština je ista, svetac jedan, svetac drugi, znači što se dolazi i popi i sve ostalo, to je sve isto, ali je u manjem intenzitetu i sve to. Mi smo drugari iz vojske od 1991. godine, zajedno smo služili vojsku u Strumici i čuli smo se pre 4 godine prvi put. I od tada opet družimo se i uspostavili smo prijateljstvo. Sad sam nedavno bio kod njega i u gostima 3 meseca i bilo je lepo. Како ви се допаѓа атмосферата тука? Pa predivno ovde. Čestitam porodici Vase Slavu da je slave još dugo godina i da to bude u nasledstvu njihovim generacijama. Jednostavno ovde baš je lepo i predivno i želeo bih svim gostima i domaćinima prijatni dan i da se lepo provedu i uživaju. Дали кај вас се организираат вакви иселенички средби во вашата земја? Kod nas ima, mi slavimo slavu i ja slavimo, svaki Srbin, nas kako slavi slavu, svaka kuća ima svoju slavu i slavimo, tako da nema nešto u ovome stilu. Кога ќе се вратите во Србија и кога ќе треба да раскажете како сте си поминали на црвенџиската средба, што ќе кажете? Pa reći da je bilo predivno, jednostavno ovo je poseban doživljaj i jedinstveno, to je ono. Вие сте иселеник исто така од Делчево, меѓутоа во Англија. Што сметате, кој е вашиот коментар за ваквите средби, колку се тие значајни за иселениците од Македонија? Тоа е прекрасна средба. Иако е 10 години јубилеј, јас прв пат сум тука, меѓутоа сум восхитен од самата енергија која се шири, која е позитивна и која така не обединува да се собереме, да се видиме тука и да се поддржуваме едни други. Претпоставам таа е идејата и на господин Црвенџиски. Така да тоа е тоа. Вие доаѓате од Хрватска, исто така соработник сте на Бошко. Како оди вашата соработка? Meni se jako lijepo sviđalo ovdje u Makedoniji. Prvi puta sam došla u Makedoniju i ugodno je, lijepo je vidjeti familiju da se sastaje i da se slaže, da se veseli i pjeva. Jako mi je bilo lijepo. Hvala. Традиционално во Делчево се случуваат вакви селенички средби во многу населени места, па дури и во градот. Колку се тие на некој начин значени за продолжување на традицијата и сите оние кои не се во Македонија да не ги заборават македонските работи? Види, моето мото е дека ние треба сите да напредуваме и секако дека во ово модерно општество сите сакаме да одиме и сме сите насочени кон некој запад. Меѓутоа тие наши традиции треба да не држат, бидејќи да имаме добар напредок, треба да ни се здрави корените. И мислам дека тоа тие средби го постигнуваат тука. Што е она што му е потребно на Делчево за да се развива? Делчево е еден прекрасен град. Претпоставувам дека доколку економијата е малку подобра, дека сите ние би поминувале повеќе време тука отколку во странство или во некои други градови. Што му е потребно? Инфраструктурно гледаме добро средено, добра за сега комуникација, добра има нели со интернетот, така да не е исклучено место. Природата е прекрасна околу. Како што спомнав, ако најдеме начин економски да го зајакнеме ова градче, претпоставам дека ќе имаме еден прекрасен живот тука и ние, да речеме, кои сме иселени, јас се уште сакам да верувам дека сме само повремено иселени, дека еден ден ќе се вратиме. Некои веруваат во тоа, некои не. Меѓутоа, и на овој еден бизнес форум што имаш организирано на Елиминативот пат, разговаравме дека
треба да ги искористиме тие нови технологии и ние не мора да одиме во Европа, него можеме ние Европа да ја донесеме тука или општо на западниот начин на работа и на живот. Кога вашите соработници во Англија ќе ве прашат нешто за Македонија, која е првата работа што ви текнува и ќе ја кажете? Јас секој се споредувам Македонија, викам дека е, претпоставам таа веќе чуена приказна дека е Швајцарија на Балканот, дека тука се живее скромно, но убаво, дека се уште постојат вистински вредности, дека се уште постои пријателство, другарство, искреност, и така сакам и јас да верувам дека тука можеме да ги негуваме тие вредности. Бидејќи сме на Црвенџиската средба, ќе ве запрашам што се македонските иселеници надвор може да направат со заеднички здружени сили, освен за вакви собирања, за културни настани и слични, за промовирање на традицијата, што се друго може да се направи со заеднички сили од македонската дијаспора? Па секако дека може да се направи. Секој, претпоставам, во својот домеин на дејствување. Нели, како што спомнав, имаме наши бизнисмени, имаме наши културни работници, имаме наши режисери, уметници кои не представуваат и тие се најдобрите амбасадори на нашата држава. Еве, господинот Бошко е успешен бизнисмен, да кажеме, во Германија, меѓутоа секој пат гледа на секој можен начин да ја промовира Македонија и така и овој регион овде во Делчево, Бигла и се. Многу може да се направи. Ако плюс се искоординираме и ако најдеме начин да се... Потребна координација или е тоа што е потребно? Па верувам дека, да речеме, координација и малку повеќе добра волја. Да. Кажавте дека сте прв пат во Македонија, што ви се допаѓа најмногу тука? Nisam dugo bila u Hrvatskoj, a mogu reći ovako kako sam ušla u Makedoniju, posjeća me sve na i Hrvatsku, i Srbiju, i Makedoniju. Sve je stil onako kako znam iz djetinjstva i kako sam odrasla kad sam bila i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji. I sviđa mi se i klima je ovdje odlična, preko dana je toplo, navečer se osvježiš, prekrasno.